Добредојдовте во новото издание на Фактор магазин. Македонија во НАТО откако ќе се имплементира во целост договорот со Грција и откако земјата ќе спроведе референдум. Генералниот секретар на Алијансата со категоричен став: Република Северна Македонија ќе се приклучи на Североатлантскиот сојуз откако во целост ќе се спроведе договорот со јужниот сосед и доколку има успешно спроведен референдум. Дали може да очекуваме да се забрза сега постапката за референдум и за спроведување на уставни реформи? Го прашува мојот вечерашен соговорник Иван Величковски, претседател на Либералната партија. Добро вечер. Добро вечер. Дали одлуката на Алијансата ќе го забрза процесот во однос на спроведување на референдумот и евентуалните неопходни уставни промени? Па секако дека ќе го забрза, односно ќе биде формалната причина зошто процесите веќе ќе добиваат на уште поголема динамика и зошто ова лето ќе биде уште потопло од температурните најави. Она што е секако битно е дека во целокупниот договор што е постигнат меѓу Македонија и Грција, односно потпишан од страна на двете влади, од двата министри, зацртана е динамика која што ги антиципира сите следни чекори, вклучително и овој самит на НАТО, вклучително и оно што значеше собраниска процедура и вклучително оно што ќе значат следни процедури, како и евентуалното, како што вели договорот, одржување на референдум. Така што по сите изјави што ги слушнавме, не само од генералниот секретар на НАТО, туку и од премиерот, за очекување динамиката на политичките процеси да биде забрзана. Ако се постигне внатрешен консензус во парламентот во однос на договорот со Грција, дали ќе биде неопходно да се побара мислење од граѓаните да се произнесат во однос на последниот предлог, односно за договорот кој го постигнаа 20 премиери? И едно подпрашање: дали можеби политичките партии се обидуваат со референдумот да се амнестираат од одговорност? Да започнем со подпрашањето, бидејќи тоа е веројатно и суштината на целокупното ова, да го наречам, движење, ако не слободно да кажем и малтретирање што го имаме на граѓаните со прашања кои што навистина создаваат голема горчина, големи кнедли голтат луѓето и се многу вознемирени. Прво да се разбереме, ние не зборуваме за преименување на минерална вода или нешто, зборуваме за преименување на држава. И нормално е многу емотивна расправа и во досегашниот, очекувам и во идниот период. Втора работа, не сум убеден дека е можно да се постигне таков договор, особено ако се има предвид констелацијата на односите внатре во парламентот, јасниот став на пратеничката група на ВМРО ДПМН со негласањето за договорот и по втор пат, позицијата на Иванов, кој е составен дел од процесот, така да кажеме, значи на примена на договорот, доколку за такво нешто може да стане збор. Од тука сметам дека многу е тешко да се очекува да се постигне таков вид на компромис. Прва работа. Втора, се сеќавате дека 10 години наназад Либералната партија и јас лично сме зборувале дека прашањето на референдумот е излишно. Односно, предупредувавме дека доколку се инсистира на референдумско прашање, тогаш се оди на промена на уставот и ерго омнес решение за името. Тоа на што тогаш ни се подсмева многумина, вклучително и новинари и аналитичари, еве го сега е пред нас. Затоа се надевам дека овој пат ќе се слушнат мислењата на сите оние кои што се добронамерни, кои што имаат што да кажат, за да се обидеме од оваа ситуација како држава, општество и нација да излеземе со што помалку лузни. И да одговорам конкретно, референдумот беше една манипулација, ако сакаме слободно да кажем, заедно со вметнување на националниот идентитет, кој стана дел од преговорите и се забележува во договорот дека исто така дел од преговорите, што ја направи Груевски во период 2006-2008 особено еклатантно, а може да се каже дека и во периодот пред да дојде на премиерската позиција, Груевски го наметна ова прашање. И повторно да кажем и конкретно дека референдумот ќе биде само чистење на совеста на политичките партии и на
сите овие кои што го донесува процесот до тука до каде што е, затоа што и во самата формулација на договорот практично не се инсистира на референдум, туку тоа е барање кое што македонската страна го внесе и впрочем е барање кое што го застапуваат двете најголеми политички партии кај македонците, односно СДСМ и ВМРО ДПМН. Прво ВМРО ДПМН, па СДСМ го презеде. Според вашите проценки, какви се шансите да успее референдумот во ситуација во која власта вели дека никогаш не сме имале подобар договор од овој досега и од друга страна имаме најголемата опозицијска партија која вели референдум да, но не за овој предлог кој е штетен? Поделбата во општеството се плашам и во три дела, значи во општеството, во односите меѓу македонците и албанците и кај самите македонци. Поделбата ќе биде цементирана и се плашам дека таа е нашата нова поделба на 21 век. Заради тоа една од причините зашто бевме против референдум, ќе потсетам, беше и таа. Забележувам дека мислам дека Демократската унија за интеграција го имаше истиот став, но ова е сега состојбата со која треба да се справуваме. Тоа е првата работа. Второ, дали референдумот може да не успее? Да, тој може да не успее, особено затоа што не е известно и затоа ќе треба многу политички договарања, разговори, размена на мислење и вистински диалог, а не ваков, подстарателство на надворешни фактори, како во изминатите 12 години. Мислам дека сега ќе треба да си ги отвориме прашањата многу јасно и да разговараме за неколку точки врз основа на кои ќе се обезбеди излезност и врз основа на кои би имало или би немало успешност на референдумот. Дозволете да ги елаборирам. Прво, двосмислено прашање ќе даде право луѓето да речат не, јас за ова не сакам да излегувам на референдум. Доволно е горчината, сите имаме горчина со тоа што се задира во прашање кои што во извесен период воопшто не беа ни дел од преговорите. Второ, она што е забележливо е дека ние не зборуваме само за, аспект на емотивни области, зборуваме за аспект на многу практични работи, како што да речеме брендирањето на македонските производи, за кои што повторно ќе треба очигледно да се преговара согласно тој договор. Трето, оно што е суштинско, јас би рекол, ајде да одиме малку и во одржливоста на државата и потребата од внимателност за суштинско решавање. Дали и како се менува преамбулата, бидејќи и од нон-пейперите и од сето оно што произлезе во натамошните документи и расправи, се гледа дека и преамбулата на Уставот, а не само одредени членови од Уставот, се прашања за кое што ќе се преговара или разговара. Да се разбереме. Ако се атакуваат сите точки каде што се споменува македонскиот народ и ако се планира да се елиминира дефиницијата на македонскиот народ како конститутивен народ на Република Македонија, тогаш богами ќе имаме сериозен проблем. Да ве потсетам дека три се конституентните елементи на една држава: територија, јазик и население, односно народ. И многу треба да се биде внимателен од што ќе се изведува натаму: припадност, државјанство. Ја знаете и размена на ставови меѓу Ципрас и Мицотакис, каде што Ципрас вели дека тоа националност во смисла на граѓанство, односно припадност државјанство, а не во смисла на етничка определеност. Значи сега тука веќе сите работи мора да се стават на маса и мора да се соочиме сите со тоа какво референдумско прашање и какви најавени уставни промени, за какви најавени уставни промени овде зборуваме. Врз основа на тоа, каква ќе биде, што ќе се каже во јавност, и да се знае. Врз основа на тоа, врз основа на аргументите, врз основа на јасни позиции, можеме да зборуваме натаму како ќе излезе референдумот. Тоа ќе зависи не само емотивното чувство или инстинктот на граѓаните. Тоа ќе значи и обврска на политичките партии. До сега си заслушавме изјави: ова нема да се даде, тоа нема да се даде, после гледаме де се дало, де не се дало. Значи, луѓето веќе мора да имаат јасна представа за што станува збор. Македонскиот гласач е свесен и веќе многу добро знае да ги препознава сите нијанси, сите опасности и да ги препознава политичарите кои што работат на тоа да се спречат опасностите, да се дојде до потребното решение. Инаку да се разбереме, убеден сум дека над 80% од македонските граѓани од сите етнички припадности и политички партии се може само да бидеме среќни што би биле дел од НАТО и Европска унија. Не смееме да ги лажеме граѓаните дека со завршувањето на тие прашања се ќе биде решено. Не, ние имаме прашања кои што мораме самите да ги уредиме.
Трето, ако сакате една теза да пуштам натаму за кој што треба да се размислува. Ако прашањето на референдумот бара излезност, или ако се бара начин да се премостува референдумот, тогаш ќе биде неопходно да се оди на избори, на парламентарни избори. Дали решението го гледате референдум паралелно со превремени избори? Имајќи го предвид распоредот на силите во парламентот, што подразбира дека со ваков распоред на силите во парламентот тешко дека може да се реализираат и уставни промени. Значи сега вака, ако одиме во натамошна поделба на етничкото, националното и општественото ткиво, ќе одиме во широка расправа која што натаму нема да даде добри резултати и ќе потврди поделбата и во собранието и надвор од него. И имаме оштетени институции, како што знаете, ние имавме цела една ситуација, една сетна активности на опозицијата, тогашно за изборите од 2014, конечно на сите да ни биде јасно дека се фалси избори. Но во исто време го имаме и уште еден производ во македонскиот правен и политички систем, уште една институција која што е производ на тие избори, а гледаме дека се обидува да прават кохабитација. Значи заради тоа сега ќе кажам, значи две алтернативи кои што се наметнуваат како очигледни. Едната е низ референдумот да се потврди, така да кажеме, не само определбата на владеачкото мнозинство, туку и на тамошниот правец на развој и спроведување на тој договор и слично со референдум. Втората е, доколку се оди на тоа да нема референдум, тогаш изборите се неминовност, а постои третото прашање за кое што мораме и овде исто така да го отвориме. Дали референдумот ќе биде задолжителен, по неговиот исходот од референдумот е задолжителен или не за собранието? Доколку не е, референдумот не решава ништо и поделбата во собранието останува иста. Доколку е, тогаш сите фактори присутни во собранието се должни да го спроведат референдумот. Значи сега е прашањето на мудроста и на тоа како ќе пристапат политичките партии, не сакам да го користам изразот политичките елити, треба да кажеме политичките раководства и да го покажат тоа што би значило лидерство и превземање на одговорноста за своите ставови. Мицковски побара амнестија за настаните од 27 април. Дел од јавноста ова го толкува како обид на председателот на најголемата опозицијска партија да се пазари со власта во замена за договор, односно за поддршка во однос на последниот предлог, односно за новото име Република Северна Македонија. Дали вас изгледа логично барањето на Мицковски? Во принцип не сум љубител на решенија кои што овозможуваат неказнево за одредени дела или кои што прават дисторзија на правниот систем и на, ако сакаме воопшто, на примената на правото во Република Македонија. Во вториот дел на одговорот, ако сакате така да кажеме, мислам дека барањето амнестија за ваков тип на упад како што беше направен во собранието би значило создавање простор за повторување на такви сцени. Гаранции за тоа дека такво нешто не би се повторило во таков случај нема и можеби би требале да го разгледаме повеќе самиот предлог кога ќе биде доставен, ако биде доставен, бидејќи сега забележувам и некои други предлози дека беа доставени, веројатно се обидуваат да му ја преземат, така да кажем, игранката на Мицковски, структури кои што и на некои протести ги гледавме поврзани со, не знам, знамења на други држави и слично, да не е и тука, значи да не се создава некаква разигрување кој што можеби не има и нив по волја. Во однос на ставот на Мицковски, кој што беше изнесен, значи, во јавноста, би сугерирал внимателност, затоа што создавањето правни преседани во изминатиот период еве до каде не донесе. Потребно е да се ефектуира во целост договорот со Грција и да се спроведе референдум. Времето тече. Референдумот е дел од ефектуирањето, според она што го договориме. Времето тече, не е формиран се уште составот на ДИК за овој релативно краток период, имајќи во предвид дека премиерот најави крајот на септември, почетокот на октомври да се распише референдум. Може ли за овој краток период сето ова да се избутка, да се спроведе? Видовме во изминатиот период дека техничките прашања, особено со асистенција од меѓународната заедница,
може да се решат во Македонија. Прашањата на кои јас сакам да се посветам се суштинските. И затоа за ова верувам дека ќе најдат договор доколку решат и доколку има адекватна мотивација, така да кажем, од Според ваши меѓународната процеки заедница. повторно ќе биде неопходна меѓународна асистенција за да се забрза целиот процес околу референдумот и спроведувањето на договорот со Атина. Станува збор за процеси кои што и во целокупниот изминат период се водени со асистенција од меѓународната заедница. Впечатокот на меѓународната заедница и поздравувањето на овие договори беше затоа што се решава едно прашање. Но наша е одговорноста како политичари овде, бидејќи за представниците на меѓународната заедница овде, Македонија е можеби мандат 2. За нас ова е живот. Така што наша е одговорност, а не на меѓународната заедница.